Ако за нешто се исплатеше ова јадење гомна на Facebook, тоа е најмногу затоа што се крена свесноста кај луѓето за одредени работи, особено за прашањето за проблемите и фашизоидната политика на бугарите кон македонците, негаторска политика, антимакедонска политика. Тоа го гледам во секојдневните комуникации што ги имам кога ќе излезам надвор. Тоа чувство дека таа свесност е многу покачена, многу повисока. Мислам дека се повеќе граѓани македонци, па и не само македонци, него и од друга етничка провиненција во Македонија, свесни се за злото кој го прават бугарите кон македонскиот народ, и јас мислам дека се повеќе луѓе имаат или им се создаде огромен анимозитет, нетрпеливост кон бугарите, зашто се самите криви, не се криви тука македонците. Тие успеа да ја побудат кај македонците и од една страна нагонот за преживување, од друга страна пркосот и наетот, и го добија тоа што го добија. А самата свесност кај македонците придонесе до тоа конечно да се разбудиме од сон повеќето од нас и да сватат колку е опасна играта што ја игра Бугарија, на колку опасна карта игра, карта која што буквално може да го запали повторно Балканот, како познато буре барут. Затоа што сум го кажал тоа и друг пат, како е тоа можно не знам, но просто е фасцинантно како Европската Унија во наративот на фашизоидна Бугарија, на денешна фашизоидна Бугарија, не го препознава наративот на Милошевиќ од почетокот на 90-тите години, кога безнееше граѓанската војна во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, која како последица на таа војна се распадна како што се распадна. Просто ми е неверојатно какви се тоа двојни аршини на Европската Унија, па и на целата тој колективен запад, би го нарекол. Ти во наративот на фашизоидна Бугарија да не препознаваш еден шовинистички, националистички, крајно наратив, кој што мислам веќе го надмина неколку копија оној наратив на Слободан Милошевиќ, кога буквално со истите зборови беа негирани цели народи во неговото соседство, им беше негирана историјата на тие народи, културата, беа нарекувани срби со говорна мана, знаете и сами, особено овие моја генерација, какви беа тие наративи, дека се тоа луѓе кои што народи кои што им ја украли историјата на србите, кои што се китат со туѓи, со туѓи историја, буквално беше истиот наратив. Сегашниот наратив на Бугарија е буквално идентичен со оној кој што беше на Слободан Милошевиќ, кој што донесе до таков национализам, екстремен и распад на една цела држава, 23-4 милиони жители. Тоа е најголемиот бенефит од ова јадење бурек преку Facebook. На почеток кога почна, уствари таа свесност, најмногу ми е драго што секојдневно се повеќе се шири кај македонците. Остана уште оние јадници кои што се под влијание на бугарашките платеници во Социјалдемократскиот сојуз, оние нивни, така да кажам, ситнеш од членови што останаа во таа партија, кои што уште им се пере мозокот со овој наратив дека важна е членството во Европската Унија, дека отворањето на уставот и примањето на бугарите во уставот е чин на добра волја, на пријателство, на спремност да се покаже еден демократски дух. Тоа се наративите на квислинзите од Социјалдемократскиот сојуз, кои што за жал се уште ги повторуваат и после оној дебакл кој што го доживеа на парламентарните избори 24 година и кои токму ги изгубија ради нивното
кокетирање со фашизоидната бугарска власт или со фашизоидните бугарски власти, затоа што тоа нивно кокетирање продолжи до ден денес. Понекогаш ми е жал за тие луѓе што се членови на СДС кои што се озрачени од бугарашкото влијание на нивните ментори, тутори, водачи во партијата од првиот ешалон. Но се надевам дека прашање на време е кога и тие полека некој од нив сватија, ќе сватат зашо ние правиме муавет од 2018 година до денес, кога почна таа кампања брутална на фашизоидна Бугарија кон македонците по подпишувањето на договорот за пријателство на квислиншката СДС со бугарската страна. Гледам дека полека на некои наши медиуми се почесто излегува приказната или репортажата, би рекол, за прилогот, поточно, за бугарашките портали во Македонија и за нивниот ментор, нели оваа фондација Македонија. И тоа мене ми кажува една позитивна работа во позадина, дека полека им се спрема јажето на овие портали во Македонија. Оти обично така да работите, прво почнуваш да се појавуваш на медиум се почесто и почесто како проблем, тоест проблемот почнува се почесто да се јавува, значи дека полека нашите власти осоколени, освестени, повторно од многу зборување вака, не само нормално, не се издвојувам тука дека само јас зборувам за тоа, туку на ќе кажеме на зборувањата на ставовите на јавноста, дека конечно власта полека решила да ги извади ножиците и да ги отфикари овие лажни новинарски портали кои што немаат никаква врска со новинарство, но и то како имаат врска со шовинистичка бугарашка пропаганда. Имаше добар прилог, мислам, и на Алфа, кој како е поврзан од тие, значи некој работи на случај, тоа се мрежа од портали за кои што 5 или 6 за кои што стои Фондација Македонија, која што е позната по тоа дека шири крајно негаторска антимакедонска политика, полна со говор на омраза кон македонците, не нарекуваат српски копилиња, српска јужна бановина, србомани, ја шират приказната низ регионот и низ Балканот дека ние постоиме само затоа што србите тоа го сакаат, дека сме проект на Србија, нели прво проект на Тито, сега проект на Србија. Шират такви ноторни лаги да е тоа просто да му се згади на нормален човек, особено на нас македонците. И впрочем заради тоа и бугарите го добија тоа што го добија од нас, една оправдана омраза, една оправдана нетрпеливост. Јас сега не навлегувам во интимата, веројатно тука нели има и глажно представување многу, но просто е фасцинантно колку луѓе нели во јавност некојаш кога ќе ме сретнат по улица и изразуваат со едни толку сочни зборови на таква нетрпеливост кон бугарите, што значи дека тој пркос тој инает одамна е пробуден кај нас и пак ќе кажам за тоа најзаслужни се политиките, фашизоидните политики и наративи на бугарите. Зборувам бугарите затоа што јас не можам да вината да насочам парцијално. Пример, некои што уште сакаат да глумат лудило, да глумат пацифисти, да глумат добри соседи, добри пријатели, ќе кажат ама не, тоа е целиот бугарски народ, тоа е бугарската власт, власта во Бугарија е фашизоидна, значи не е целиот народ. Многу е проста математиката, значи таа бугарска власт ја донеле гласови на демократски избори, тие гласови за да ја донесат одредена партија власт бугарска, овај одредена партија на власт, значи треба да бидат у мнозинство. Мнозинството подразбира, поима немам, ако се тоа преку 50% гласови, тоа се 4 милиона, 5 милиона
бугари кои што гласале за власта, која што главна политика е негирање на македонците и етикетирање на Македонија и македонскиот народ како бугарски, а македонскиот јазик како бугарски дијалект. Така што драго ми е, јас тоа сум го кажал у милион наврати, не само јас, ако македонската власт конечно расчисти со овие портали, со овие фашизоидни пропагандни гласила на официјална Бугарија, на нивната тајна служба, ако конечно ги забрани, им го одземе доменот на оние кои што се Македонија, од тие 6 кои што ги кажа, 5 има домен, значи се во Македонија, за кои што стојат вели Фондација Македонија, и на кои што објави, кои што се обично со антимакедонска пропагандна содржина, коментарите под тие објави на мемињата кои што се постираат од страна на овие фашизоидни поединци се, мислам, ги има плева и се целосно, како да ви кажам, навредливи, едноставно се одвратни за македонците, а насочени се токму кон нас. Би било добро да се утврди до крај на многу од овие портали кои што се во Македонија, нивниот сопственик кој стои зад нив не се знае, за некои се знае, но тоа се некои небулозни имиња, кои знае дали реално постојат, да се откријат кои се вмешани во таа мрежа на бугарашки пропагандни гласила и конечно да направи нашата власт се да не ни се ни појавуваат на Facebook. Не знам тоа како иде, какво е тоа, дали треба да се интервенира кај седиштево на Facebook, едноставно да не ни се појавуваат кога ќе го отвориме Facebook. Не знам тоа како доаѓа, дали со тоа што плаќаат реклама, обсек, досек, како се вика, па плаќаат изгледа многу пари за тоа да може да го види секој во Македонија што ќе отвори Facebook, или такви некои овакви други апликации, но мислам дека нашите власти треба да реагираат и конечно да ги тргнат овие пропагандни гласила од медиумите, од она што ние доспева да досегне до нас како информација од нивните содржини. Се јавуваат они малце па ќе објават некој си така наводен бугараш, дали од Скопје, дали од ова, кај што тврди дека он го признава фактот дека македонците се изјаснуваат како македонци, но дека треба македонците да направат се, бугарите да влезат во уставот, да ги добијат своите права. Тоа се, мислам, знаете, тоа се тешки небулози, тоа е таква пропаганда, да тоа нема врска со здравиот разум. Прво Бугарија не е дека не ги признаа македонците како народ, она ги признаа македонците како народ. Секој бугар ќе ви каже, ве признаваме како народ, само не ви го кажа вториот дел од реченицата. Ве признаваме како народ, ама од 45-та навака. Тоа е она што не ви го кажуваат. Ви го признаваме јазикот, но како дијалект на бугарскиот, пак од 45-та навака. Претходно немало македонски јазик. Нели? Не збореле на македонски. Не го знаеле јазикот никој во регион. Бугарите дошле да ни кажат како треба да зборим. Истите тие кои што бугараши во Македонија, кои што збор не кажале за
политиката на Бугарија кон македонците во Бугарија, кон македонските здруженија во Бугарија, за оние 16-17 пресуди до Страсбург по кои што одбива да постапи Бугарија, замислете членка на Европската унија, го крши европското право, ги крши европските темелни вредности. За тие дејства на бугарите или недејства, овие бугараши во Македонија немаат еден збор кажано јавно, а од друга страна бараат да им бидат признаени некои права што реално ги имаат, затоа што никој после таа изјава на тој скопскиот бугараш нема отиде пред куќа да му се заканува или да го утепа, нема таква работа. Тој веројатно работи, заработува, мирно живее, како што и други бугараши во Македонија, дури имаат своји фирми, компании, никој не ги рчка, си работат. Значи не се работи тука за некои права што им се ускратени, ги имаат сите, ги уживаат сите права што ги нуди уставот кон сите негови граѓани, кон граѓаните на Македонија. Она што го бараат оние да влезат како уставотворен народ во устав, а при тоа немаат никаква заслуга за трите, за двете поправо Македонија, она асномската и она после 91 година. Никакви, буквално никакви заслуги. Оваа третата Македонија нема да ја коментирам. Таа е квислиншка творба, таа е производ на предавнички политики, на една политичка гарнитура наречена Социјалдемократски сојуз. Јас сум бил чист секогаш во однос на моите ставови, прецизен во однос на тоа на ова прашање. Јас сум тука би рекол дециден дека Македонија треба да си го врати уставното име од 91 Република Македонија, треба да ги поништи договорите во нивици и овој со така наречениот договор за пријателство со Бугарија и да го врати уставното име на земјата од 91 година, без никаков страф или од некакви санкции јас не сум дипломат, не се разбирам од дипломатија, но сметам дека народот има право суверено да одлучи како ќе се вика и дека никој нема право да му одземе таа сувереност и под уцени, присили, ултиматуми да го натера да си го смени името. Тоа е многу просто, многу човечно за разбирање, етички, морално-етички исправно. Од таа причина не ме интересира дипломатија, не ме интересираат реперкусии, последици, санкции, казни. Едноставно, по дејство на сила, по пат на сила е принуден еден народ и со помош на велепредавничка алатка наречена Социјалдемократски сојуз, една збирштина на квислинзи, успеано е на еден народ да му се смени името по административен пат без негова дозвола и без негова согласност. Автоматски за мене, без разлика што немам поима од дипломатија, тоа е чин на силеџиство и е сам по себе ништовен во однос на македонскиот народ, особено затоа што го има подпишано квислиншка власт. Подписите на квислиншката власт се ништовни оној момент кога ќе загубат главата или кога ќе паднат од власта. Никој нема зошто и понатаму да се придржува на ветувања, подписи, договори кои што ги подпишале или ги дале или дале согласно за нив квислинци или предавници на земјата. Поентата ми е, добро е што полека сите стануваме свесни за опасноста. Бугарашките орди кои што во Македонија роварат под радарот, тоа не е ни под радарот, тоа е веќе видливо со голо око насекаде. Значи треба да им се стави знак стоп пред очи, треба да се неутрализираат, порталите да се затворат подитно и нема што ние понатаму да се објаснуваме со бугарите, особено не со овие бугарашки пропагандни гласила и поединци кои што ги водат или ги менаџираат тие единици од ботови кои што шират
антимакедонска негаторска пропаганда, негаторски, нели, настроена кон се што е македонско. Ете, тоа е највака да кажам позитивното од ова, нели, не само мое делување овие неколку години, оти на почеток навистина бевме многу малца, кои што јавно излегувавме, кои што не сме политичари, а кои што јавно излегувавме во јавноста, во медиумите, дури кога беше најзаебано, кога беше квислинската СДС, кога беше на власт, кога бевме принудени, моравме понекогаш, јас иако бев против тоа да седам во исто студио со некои малоумни бугараши и да се објаснам со нив. Но од друга страна, тоа е таа ситуација дупло голо. Ќе речеш, па ако не отидам, тој таквиот ќе му биде дозволено сам на телевизија да шири својата антимакедонска пропаганда, а може би од контра ќе седи некој кој што ќе му или ќе му премолчува, или ќе му одобрува, што уште полошо тоа што го збори, и од тие причини сум одбирал да се појавам на тие дебати со некои бугарашки малумници. Затоа не би сакал не е работата да им одговараме на бугарите на се онаш како лага што го пласираат во јавноста. Тоа не е поентата, затоа што тие ќе бидат непресушни во тоа блуење на лаги, дезинформации, манипулации, невистини. Они сликаат еден наратив во Европската Унија и пред светот дека Македонија е држава од вчера, дека македонскиот народ е држава од вчера. Имаат за тоа подлоги во Преспанскиот договор, кога квислинците од СДС потпишаа дека македонскиот народ е од вчера, откажувајќи се од античката историја на македонскиот народ, фактички потпишаа дека историјата на македонскиот народ е до преминине граничника и после Битола и вамо кај Гевгелија, дека се натака географски и историски не е докај што е географијата, до тама историјата, фактички тоа потпиша, и нормално бугарите тоа го искористија како иницијална каписла да почнат со овој нивени страотно примитивен неандерталски атак врз македонците и македонскиот народ, користејќи својата позиција на сила и на моќ како членка на Европската Унија и сликајќи го овој наратив пред нив дека Македонија е држава од вчера. Ние ако влеземе во отворена конфронтација у смисла на докажување колку ни не се во право, значи тоа луѓе не води никаде. Бугарија нема никогаш да се откаже од своите аспирации кон Македонија. Бугарија нема никогаш да се откаже од својот кошмар, од својот Сан-Стефански кошмар, кај што Бугарија гледа до Охридското езеро и до не знам каде, и горе до Дунав. Значи тоа е нивниот Сан-Стефански кошмар, тие нема да се откажат, тие се сега во еден таков арогантен, вообразен лет, кај што мислат дека ќе се прикажат себе си како најдревниот народ што дошол на Балканот, дека историјата на Балканот и културата е токму потекнува од нив, дека сите народи што живеат на Балканот се потекнуваат од нив. Така што треба да се издржи таа нивна шизофренија. Уште некое време, полека луѓето почнуваат да сваќаат ситуацијата и кои што живеат и надвор од Македонија, кои што не се македонци. Гледаме како луѓе и во Германија, и тоа некои аналитичари, историчари, и во Хрватска, и во Словенија, и во Италија, и не знам каде на други места, полека го ја сваќаат абсурдноста, хумористичноста на тој лудачки шизофрен наратив на фашизоидна Бугарија.
која што оди во прилог на моменталните случувања во Европската Унија. Европската Унија е на некој начин се обележува исто себе си, се само обележува себе си како една фашизоидна творба, а токму затоа што поддржува, поттикнува, застанува за вакви наративи кои што јас мислев дека припаѓаат на последните 2 декади од минатиот век, што се однесува до Балканскиот полуостров, но не, Бугарија тие наративи им ги внесе внатре и Европската Унија кога тогаш ќе плати голема цена поради тоа, поради ова сега што и се прави на Македонија, а Бога ми ќе плати Бугарија, затоа што Бугарија секогаш скапо го плаќала, секоја своја силеџиска авантура која што ги надминувала нивните државни граници. Значи, секогаш тоа скапо го плаќала и тој нивни историски ревизионизам еден ден скапо ќе го платат. Таа нивна селективност при утврдување на фактите скапо ќе ја платат. Еден од последните примери е што тие вика треба да тој Радев нивниот вика треба да прошириме свесноста, информативната свесност кај европскиот човек за тоа што Бугарија ги спаси бугарските евреи за време на Втората светска војна кога му беа слуги на Хитлер. Ги спасиле бугарските евреи, при тоа тоа е дел, тоа е таа како да кажам селективност во гледање на историските факти, а при тоа не кажува дека тие беа главните кои што го организираа транспортот на македонските евреи во логорите на смртта во Треблинка, од каде дали живи се вратија тројца, петорица, преку сила 10 луѓе. Никој не ги преживеа, токму тие транспорти на евреите од Македонија ги организира фашистичките војски на царот Борис. Затоа не треба да влагаме во исправање на криви дрини со нив. Ние треба да се задржиме до нашите факти и се додека Бугарија се држи на овие наративи, а верувајте ќе се држи, тие нема да се сменат, тоа е таква една како да кажам примитивна свест која што не знам дали воопшто никогаш и ќе престанат да не гледаат поинаку освен како бугари кои што зборуваат на бугарски дијалект. Мислам, тоа нема никогаш да се случи. Па со оглед на тоа дека тоа нема да се случи, дека они ќе останат цврсти на своите ставови, а ќе останат, особено сега кога се осеќаат многу јаки, ние нема зошто да правиме непотребни грешки, да си ја ставаме здрава нога у трње, така што треба да си останеме на своите ставови, на ставовите на оваа власт што ги има, дека подуцени закани отварање на уставот. Нема да има редефинирање на уставот, нема да има оние кои што се нарекуваат бугари во Македонија, 3000 и колку се тамо, и кусор луѓе, дека нема ни да го помирисаат уставот, а не пушта да влезат во него. Ова го зборувам на неколку дена пред прославата на Илинден, знаеме и тука бугарите какви ставови имаат, така што само мирно, нека си јадат гомна, кога тогаш пак ќе добијат по газот, вака или онака. Се гледаме.